на ова тема наредниве минути ни пристигна веќе првиот гостин во студиото 3 на македонската телевизија. Е актуелна и е нешто за што многу се говори изминатиот период, најмногу изминатава недела, откако пристигна информацијата од Финска дека Хелсинки е градот кој што една година нема регистрирано ниту една жртва во сообраќајна незгода. Што можеме ние да направиме по тоа прашање е тема на која што говориме со нашиот соговорник Вилам. Добро утро за Дејан Андоновиќ од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. Дејан, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро до вас и до вашите гледачи. Како успеа Хелсинки една година без ниту една жртва во сообраќајни незгоди? Јас не знам сега како што ти одеше најавата какви сме ние финци, таков ќе не биде сообраќајот. Финците покажуваат дека знаат што е дисциплина, веројатно имаат големо искуство негативно во минатото, па направиле нешто да дојде до овој статистички податок што го кажавте, но јас колку што успеав да видам во Веста, се разбира, зборуваме сега малку за новинарство, успеав да забележам една работа, 30 км на час е дозволена. Имаме ли ние такви зони? Брзина во сообраќајот. Сега јас друго сакам да кажам. Во Скопје, барем ја паметам подолго време, бидејќи сум цел живот тука, а и во останатите градови, али ајде за главниот град да зборуваме, беше 60 км на час дозволена брзина во градот и кога се спушти на 50 км, се подигне на фама, аман, 50 км, па тоа е споро, нели, за нашите граѓани. Под образложение дека тоа е споро, зошто од 60 и 60 е споро, а не 50. Зборувам она што го зборува обичните луѓе. Науката вели дека беше спуштена таа брзина поради многу работи, поради повеќе учесници во сообраќај, повеќе возила и се она што го знаеме, се зголеми градот. Науката вели дека 10 км поспоро ако возите, имате пократок запирен праг и помалку смртоносен удар при евентуален на сообраќајна несреќа. Се смета дека на 50 км ако удрите човек или нешто, ќе може да преживее, на 60 нема може. Ова го симплифицирам како изјава. До 30 км на час да воведете во кај нас, мислам дека би имало уште поголеми. Тоа значи дека немаме вакви зони. Па немаме вакви зони, имаме зони каде што од современ режим. Но во градот е 50 км на час дозволено. Кај нив е 30, зборувам сублимирано. Не зборувам за некоја улица или некоја клучка која се прави поправа, сервисира, па поради тоа е намалена дозволената брзина. Зборуваме за една навика која таму со генерации веќе луѓето ја користат, бидејќи Хелсинки е голем град, не е мал, и останатите градови, но зборуваме за Хелсинки сега. И јас не би зборувал за друга држава, само би зборувал како граѓаните ги прифаќаат оние одлуки и оние законски одредби кои немате сега вие што да бирате. Се прилагодуваат на условите. Она што го зборуваме ние од Советот. Например, велосипедска патека, тој вози велосипед, но има и пешаци. Ама јас каде да возам? Па што ќе ме прегазиш? Значи, се вози, се гледаат условите на пат. Ако ви е гравирано 120 км на час на автопат, а автопатот не чини, возите 80. Ама мене ми е дозволено 120. Мора да се прилагодувате на условите на патот. Така и во животот, така и ова. Овие се прилагодиле 30 км на час. Еве ја веста која цела недела ја зборуваме сите ние во медии. Почнавме со финската статистика, може да ја слушнеме домашната, па да ја продолжиме дискусијата, да можеме со што да споредиме. Го имаме портпаролот на Министерството за внатрешни работи. Во периодот јануари-јуни оваа година, споредбено со истиот период лани, се бележи намалување на бројот на сообраќајни незгоди за 4,7%. Министерството за внатрешни работи во текот на целата година, а особено во овој летен период од годината, превзема низа на превентивни мерки, кога според анализите се случуваат и најголем број на сообраќајни несреќи со жртви, со цел почитување на сообраќајните правила и прописи, а со тоа и намалување на бројот на сообраќајни несреќи. Овој период актуелна е кампањата насочена кон мотоциклистите "Носи кацига". Сите анализи и истражувања упатуваат на тоа дека носењето на кацига при евентуална сообраќајна незгода може да ви го спаси животот. Апелираме и до родителите да не им дозволуваат на своите деца да управуваат мотоцикл без заштитна кацига и без соодветна документација.
Сообраќајната култура е таа која мора да им се вгради и вгнезди на децата уште од најмала возраст, а тука најголемо влијание имаат родителите, но и целокупниот воспитно-образовен процес. Летниот период актуелна е и кампањата Вози одморен, преку која апелираме на околу 3 часа возење да се направи одредена пауза од 10 до 15 минути, бидејќи истражувањата покажуваат дека после 3 часа возење се намалува концентрацијата и се зголемува заморот кај возачот. За оние до кои нема да стигнат превентивните мерки, МВР превзема и репресивни мерки. Најчести причинители кои доведуваат до сообраќајни несреќи се непочитувањето на сообраќајните правила и прописи. МВР годишно изрекува околу 250.000 санкции, од кои најмногу за брзо возење, потоа за возење под дејство на алкохол и така натаму. На сите прекршители им се поднесуваат соодветни поднесоци и се соочуваат со законски предвидените глоби. Засилените сообраќајни контроли се спроведуваат на територијата на целата држава. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваме сообраќајните правила и прописи и сите заеднички да придонесеме за подобри, посигурни, но и побезбедни патишта низ државата. Ајде сега да говориме Дејан малку и за бројките. Ни пристигна статистика од Министерството за внатрешни работи во периодот јануари-јуни 2024 и јануари-јуни 2025. 24 имаме 3764 незгоди, 25 3587, тука некаде, и ист број на жртви, 61 жртва за 6 месеци во сообраќајот. Дел од аспектите кои што финските власти ги споменуваат во контекст на зголемената безбедност е едукацијата и сега морам да прашам кампањите или едукацијата наспроти поголемите казни, бидејќи тука најмногу се води полемика. Што е поефикасно? Прво сакам да кажам дека добро легна оваа тема околу Финска, бидејќи институцијата која јас ја представувам не се занимава со последици, туку со превенција, избегнување на причините. Так. Знаеме кои се главните причини. Сега вие ме ги кажувате бројките, јас ги знам овие бројки, некои бројки знам, некои ќе знам во март 2026 за 2025. Ќе спомнам дека изминатите 15 години имавме намалување на бројот на жртвите во однос на година, но задниве две овие статистики повторно навестуваат дека бројките се во растење, но повторно ќе кажам, бидејќи се занимаваме со отклонување на причините, сакам да кажам дека и релевантно е за жртвите и за семејствата на жртвите, дали некој што ги повредил или ги, не дај Боже, усмртил, е казнет или не е казнет, и за семејствата на тие луѓе, дали е 61 или 161. Ние зборуваме за нешто друго. Зборуваме за подигнување на јавната свест. Да разбереме сите ние, како што примерот со Финска го спомнавте, да разбереме дека не е важно дали ќе ме казнат, важно е јас да не возам 100 на саат. Во контекст на ова, голем дел од кампањите ви се насочени кон младите. Го видовте последниот TikTok предизвик на скопските улици? Па јас не можам, не го гледам, не ги следам социјалните мрежи, нит па можам, нит као граѓанин, нит као новинар, нит како портпарол на Републички сојуз за безбедност со сообраќајот, да се раководам од TikTok. Но беше вирален и беше страшен. Сакам нешто друго да ви кажам. Значи, оваа држава и овој град каде што сме, од секогаш имал едукација на најмалите. Ние сме биле најмалите, па и нас не едуцирале. Подоцна како сме го интерпретирале нашата едукација е нешто друго. Сите ние учевме во градинка, забавиште, училиште, како треба се однесуваме со сообраќај. Не верувам дека има некое дете да ми каже денеска дека родителите го учеле да вози 100 на саат, да гледа TikTok и да, не знам, се возат, ако зборуваме за оние тинејџери што се возеа на хауба. Па добро, сега ми текна кога ми спомна. Сакам нешто друго да ви кажам. Значи, сите се едуцирани, сите сме оделе во автошкола да учиме да возиме. Јас ќе го дадам уште еден пример кој можеби не е добар. Колку од вашите гледачи сега ќе препознаат дека кога ќе влезат во автобус, каде што возат професионални возачи, возачите висат на телефон. Не зборувам сите, но зборувам еден дел. Еве јас се возам со јавен превоз и ги гледам професионалните возачи.
Не навлегувам од каде се, дали се приватни Не, држави. апсолутно. Колку пати во такси сте били? Па сега тие се примерите. Еве, тоа е под мене, не ми треба тик-так предизвик, мене ми треба ако моето мало дете се вози во автобус и го гледа возачот на автобус како зборува на телефон, да каже па ова е нормално. Тој треба да е примерот за нас аматерските возачи. Еве еден пример ви давам. Значи тик-токот и тоа сето тоа што ми го спомнавте е само еден екстрем. Еве се случило, ова се случува секој ден. Но Што се ви го кажам? почести. И неверојатно еве за колку месеци имаме колку жртви во сообраќајот. И имаме жртви и повторно го гледаме ова на улиците. Зато ви велам, мора да се подигне јавната свест, мора да се подигне сообраќајната култура, мора да се подигне етиката. Таа се добива во дома, во училиште, на улица. Да, но самите луѓе треба да се свести. Тие деца треба некој сега да седне, мене ме интересира дали некој ќе седне со нив, некој стручен, да поразговара што е поривот. Сите ние сме биле тинејџери. Не велам ја дека сме сите ние нешто многу, да кажеме, идеални. Но вака, мора да се види зошто е тоа така и да се има некакви консеквенци. Инаку, спротивно, овие деца вака, утре следните генерации ќе бидат уште по-екстремни и тоа нема крај. Но ние апелираме на луѓето. Луѓето, значи и како Републички совет за безбедност, но и еве зборувам и како граѓани. Апелираме до луѓето малку да имаат поголема јавна свест и да имаат сообраќајна култура која исто така многу влијае на сите овие сообраќајни инциденти. Јас бев сведок пред некој ден како лично со велосипед удри жена на пешачки премин под образложение дека она имала право со велосипед да помине. Па да, имаш ти право по таа линија да поминеш, ама ќе ме прегазиш ли? Че мора да се прилагодиме на условите. На условите на патот, на временските услови, на ако гледате дека поминува на пешачки постара жена или постар човек кој му треба време, не му свирите. Значи, тоа се тие некои ситници кои, кога ќе ви каже некој, па вие општо зборите, па од општи работи ние си патиме, не патиме од некои ванземајски работи. Ги прашавме и граѓаните на оваа тема, колешката Тијана Петраска излеза денувива. Ајде да ги слушнеме и нивните размислувања, може. По последните статистики се забележа дека Финска најдобро функционира од останатите европски држави кога станува збор за сообраќајни незгоди. Тие во изминатата година имаат 0 жртви. Додека кај нас бројот на сообраќајни незгоди е над 8.000, додека жртви има 124 само во изминатата година. Што би можеле да научиме од нив и што би можеле да примениме за тоа да биде и кај нас? Се вози лудо, не почитуват ни пешачки како што треба, ни... Што да ви кажам, тоа е. Поготово ние возрастните мораме многу да внимаваме да поминат, па после тоа да одиме и со деца и со све. Па да, преголем број е, ама и ние, што се викаете возачите, треба да внимаваме многу. Како мислите дека тоа би требало да се регулира? На кој начин? Да се намали и брзина без возачки дозволи да не се воза. Поготово под дејство на строги санкции да има. Треба мерки да се презема, што се вика, казни големи да има треба, а не само ќе направи некоја штета голема и на крај пак тој ќе биде крив, а тој другиот виновен. Треба да се обрне внимание, значи многу на тоа. Поголема одговорност и на возачите, нормално и на нас. Еве сега пешаци, обични пешаци, ние што правиме и ние некојаш грешки правиме. И сега, за да се намали тоа нешто, би требало што поголема контрола. Не сум била таму, али децава што одат ми кажува дека таму многу е строго, значи. Од кај нас таму било построго и се внимава многу. Немаме ние култура, да ви кажам наискрено. Европските држави секоја чест, си имаат и култура на однесување, све едно друго. Ти пешак, он само што ќе го види одека на пешачки премин, нема кај ним застанува, а одека кај нас ќе те помине, не дај Боже, ако не отвори што се вика народски кажано 4 очи. Помладиве, би требало малку што се вика поголема контрола и тоа е највише произлегува алкохолот тука. Сега с краја да е, ајде ќе спомнам може и дрогата, тука има доста фактори кои влијаат врз тоа. Како гледате на последниот закон кој што е донесен за одзимање на самите возила од возачите, доколку возат пијани? Јас да ти кажам, прво се сложувам со тоа. Се сложувам затоа што без разлика на све треба да се одземе. И сега казна, нормална казна, како казна, он ќе ја плати.
али да ти кажам наискрено, треба малку поригорозно да се и законите. И сега се поставува прашањето што би било или во какво општество ќе живеевме доколку сите размислуваа како овие наши соговорници. Па проблемот е што секој кого ќе го прашате, повеќе или помалку ќе ви даде ист или сличен одговор. Тоа е на пример со брзината, тоа е на пример со алкохолот, па и самите пешаци додека ги гледам сега пешаците си размислувам бидејќи сите ние сме првим пешаци, па потоа возачи или не возачи или велосипедисти или мотоциклисти. Колку пати па пешаците не почитуваат сообраќајни правила, сметајки дека они имаат право, предност и дека сите ние треба да се подведеме затоа што се они пешаци. Зборувам за самокритичност. Затоа и велам, мора да ја подигнеме јавната свест, сообраќајната култура и само критичноста. Јас секогаш го давам примерот, кога сте пешак, тогаш ги критикувате тие со возачи, бидејќи не знам поминале брзо, не ве пропуштиле или било што, а утредента кога ќе застанете зад воланот ги критикувате пешаците дека се спори, дека поминуваат кај што не треба. Тоа не само критичност. Мораме сите да тргнеме сами од себе и не е важно дали некој ќе наказни. Може да не види полиција, може да не види полиција. Може вие да возите 100 на час и да не ве види полиција, но вие ризикувате. И ако ве казни полиција, ќе ве казни утре пак, ако возите пак ќе ве казни, тоа не е никакво решение. Решението е вие да не правите такви сообраќајни прекршоци. Ја читав финската анализа во однос на безбедноста во сообраќајот и обработуваат три аспекти. Едната е зоната со ниска брзина, која што ја споменавме, втората е едукацијата која што придонела за намалување на сообраќајните незгоди и жртви во сообраќајот, и третата е јавниот превоз. Велат голем број од граѓаните не користат автомобили, користат јавен превоз бидејќи совршено развиен. Во контекст на ова еве се ближат локалните избори, колку идните кандидати за градоначалници треба оваа точка сериозно да ја разработуваат во своите агенди. Јас сега политиката не би ја коментирал. Не, апсолутно не ја зборуваме за политиката, имам да кажам дека се реши овој проблем. Сите декларативно изминативе 30 години го зборуваа истото, дека кога јас ќе дојдам, ќе биде ова, ќе биде она. Тука не навлегувам. Јас сакам нешто друго да ви кажам. Сакам да ви кажам дека сообраќајната култура е многу важна и се базира врз културата на еден народ. Колку е народот културен, толку ќе му биде и секаква култура, вклучувајќи и сообраќајната култура. Сега, во склад на културата и на тоа каков народ сме, кај нас луѓето се уште со автомобили одат секаде. Вие најмладите овие возачи ги гледате дека сакаат со возило да влезат во објектот, а не да доаѓаат со јавен превоз. Дури има и фама дека абе го видов во автобус и во јавен превоз се вози, а су го гледал на телевизија. Зарем нема кола? Сакам да ви кажам дека поинаква е културата во тие земји, особено нордиските, поинаква е културата на Балканот. Кај нас се уште луѓето сакаат со возилото да влезат буквално секаде и се уште мислат дека јавниот превоз е за оние кои немаат возила и кои не може да си дозволат, значи дека се вакви или онакви, и престижот е понекогаш да оди со возило, па макар ги дали последните пари за бензин. За разлика од нив во Хелсинки, јас случајно сум бил, па и знам дека таму луѓето ќе видите во скапо одело со убава торба и со скап часовник влегува во јавен превоз бидејќи тој оди да заврши ја избегнува, не му е важна формата, туку суштината. Кај нас е обратно. Ќе потсетам, ти си самата, вие сте сами сведоци дека со возила луѓето доаѓаат до објектот, а не да иде со автобус или со јавен превоз некаде. И уште еден сегмент ме интересира некаде за крај на разговорот. Колку инфраструктурата, меѓу другото, е неопходна, важна и значајна за безбедноста во сообраќајот? Па многу е важна. Клучен е човечкиот фактор, второ е инфраструктурата, реално. Но мораме да бидеме реални. Не може да се шири со иста брзина бројот на возила и бројот на возачи и бројот на население со изградба на инфраструктура. Се разбира дека побрзо ќе дојде голем број на возила и нови превозни средства, не знам како што е електричниот тротинет или да не ги набројувам, а многу поспоро ќе се направи инфраструктурата, значи не можете ви една улица толку брзо да направите или реконструирате колку што можете да донесете нови возила кои ќе влезат во сообраќај, особено за главниот град, но и за целата држава. Затоа и велам, таа јавна свест. Вие мора да се прилагодите на условите на патот. Ако
улицата е таква, не се повикувајте вие на некакви права, дека ама дозволено е толку километри на час или ова или она. Туку прилагодите ја брзината. Ако гледате дека пешаци излетуваат, возете полека. Што ќе направите? Ќе згазнете? Ќе го прегазите? А да не зборувам за она сообраќајна култура по кеи, по овие туристички места каде што луѓето идат да се рекреираат и каде што гледате мотори, велосипеди, а не смеат да возат таму. И што сега треба таму? Полиција да стои да ги казнува? Па вие самите како не знам, мотоциклист, велосипедист, тротинетџе или како веќе не, треба да знаете, чекај, овдека одат пешаци, одат мали деца, одат стари луѓе, ќе се симнам од превозното средство, ќе ја поминам таа делница, па потоа ќе возам. Не мора се да е казна, не мора се да е репресија, бидејќи ако работиме под притисок и под репресија, секогаш ќе има овакви избегнувања кои може да бидат со катастрофални последици. Токму така, благодарам за разговорот и гостувањето во Македонија научна тема. Благодарам и на вас. Што вели професор Данчевска од Техничкиот факултет Битола? Ја прашуваме наредниви минути, односно колешката Ружица Ѓоршевска ја прашува во второто линковско вклучување. Па Ружица, така и почнуваме, ја начнавме и темата со Дејан пред малку, колку патиштата играат улога во безбедноста на сообраќајот, па и можноста да имаме помалку жртви во истиот. Токму така да, Кристина, добро утро повторпата. Се јавуваме од пред Техничкиот факултет во Битола, каде што се и предавачи оние најкомпетентни лица за безбедност во сообраќајот, така да еве на моје чест и задоволство, наша утринска гостинка е професор доктор Верица Данчевска, сообраќајен инженер, вештолице и експерт за безбедност во сообраќајот. Професорка, секоја ви чест, толку многу титули, значи најповикана и компетентна за оваа тема. Што вели искуството, еве на почеток, толку години стаж, толку многу видени ситуации, каде се најголемите грешки за еве сообраќајни несреќи? Најпрво, добро утро на сите. Сакам да ги поздравам гледачите на Македонска телевизија. Благодарам за вашата покана и секако дека ќе го дадам придонесот од моето знаење и искуство за сообраќајните незгоди и безбедноста во сообраќајот. Најчести причини за сообраќајните незгоди како фактор број 1 се наведува возачот, меѓутоа се повеќе во развиените земји и понатаму се испитуваат и влијанијата на патната инфраструктура врз случувањето на сообраќајните незгоди. Најчести грешки кај возачите кои се случуваат се недозволена и неприлагодена брзина, неправилно пристигнување, обиколување, возење под дејство на алкохол, недржање безбедносно растојание, непочитување сообраќајни правила и прописи и недавање првенство на минување. Од претходната година имавме и воведување на ново кривично дело во кривичниот законник, тоа беше несовесно управување со моторни возила, а од оваа година, мислам, не сум сигурна дали се уште излезено, меѓутоа во дополнување на законот од Министерство за правда за насилно управување со моторното возило. Овај член веќе го третира моторното возило како еден вид оружје, кој што го поседува возачот, со кој што може да направи сообраќајна незгода и да загинат луѓе, односно да бидат и имаме голем број жртви на сообраќајни незгоди, значи во нашава држава, кој што тренд треба по сите мерки, закони и стратегии треба да се намалува колку што е можно повеќе. Сообраќајната инфраструктура е дел од еве, на пример, да кажеме за нашата општина, во градските сообраќајници најчесто да се отклонат нерамнините на сообраќајот, бидејќи често се заобиколуваат. Исто така се заобиколува и урбаната опрема, која што е ставена за смирување на сообраќајот, да не за заобиколување, често пати се навлегува во
сообраќајна лента и коловозна лента на возила од спротивна насока, исто така е дополнителна причина за сообраќајни незгоди и неред и гушви во сообраќајот. Значи, многу непочитување, многу нерегуларности, голема сообраќајна некултура, исто така би бил заклучокот. Професорка, еве, според она што можев да го прочитам, на 6 август годинава на територијата на Македонија биле регистрирани околу 700 прекршоци во сообраќајот, а биле санкционирани 46 управувачи со електрични тротинети. Кога воведуваме во една земја нови превозни средства, нови превозни средства, да, како и 4 циклите. Дали може би треба да внимаваме и на тоа дали ние соодветна инфраструктурата? Секако дека треба да внимаваме, значи ние сме народ и земја која што сакаме да ги следиме модерните трендови. Најпрво навлегоа во голем број електричните тротинети, се поголем е растот на електричните возила исто така. Сега ги споменавте исто така и 4 циклите и моторите, кои што се уште, за кои што ја се уште немам слушнато дека има регулатива. Тоа значи дека најпрво ние треба да земеме, значи да донесеме регулатива, да го следиме трендот на носењето на новите возила. Пример, за електричните возила ни требаат, како што имаме бензински пумпи за ото и дизел моторите, треба да имаме возилата кои што на нив работат, треба да имаме електрични полначи. Насекаде да бидат подостапни, времето на полнење да биде побрзо, за да биде квалитетот на услуга поголем и повеќе луѓе да купуваат електрични возила, со што би се намалило загадувањето. Понатаму, електричните тротинети до некаде се регулира со некоја законска регулатива. Се каже дека доколку се до 5 км на час се движат на велосипед, на пешачки патеки, а со поголема брзина веќе излегуваат на коловозот како учесници во сообраќајот со моторен погон, кое што треба многу да се почитува, затоа што имаат можност, значи се мали колку ширината на возачот кој што е секаде можат да се провнат. Тоа за влезат од една во друга лента, тоа преминување од една во друга лента мора внимателно да се прави, затоа што често пати доведува до сообраќајни незгоди, а тие страдаат бидејќи се отворен тип како велосипедистите, мопедистите и слично, а возачот со возилото има многу поголема и габарит и маса за во текот на сообраќај и брзина во текот на сообраќајната незгода. Меѓу повеќето предмети кои што ги предавате овде на Техничкиот факултет е и заштита и безбедност во сообраќајот, меѓутоа и сообраќајна психологија. Знаеме еве дека во минатата година во Финска, односно во Хелсинки, еве поточно, е регистрирано 0 жртви во сообраќајот. Можеме ли ние барем да се доближиме до Финска или засега ние мисловна именка? Можеме ли со поголема координација и соработка помеѓу релевантните институции, еве општина, СВР Битола, Техничкиот факултет како експерти, повеќе предлози, прифаќање на предлозите, значи да имаме поголема заштита и безбедност? Предметот кој што го предаваме менеджмент во безбедноста на сообраќајот на патиштата и тој ги опфаќа сите релевантни фактори кои што учествуваат и на некој начин се донесувачи на одлуки во безбедноста во сообраќајот, во оваа проблематика. Секако дека можеме и мислам дека мораме тоа да го направиме, не дека можеме, затоа што тоа и го бара Европска унија од нас, мислам секогаш не се така едноставни извештаите кои што ни се даваат, иако малку помалку ги анализираме овие сектори како безбедноста во сообраќајот, што треба ние да направиме и во аспект на загадување од сообраќај и од намалување на сообраќајни незгоди и слично. За намалување примерот со Хелсинки од Финска е многу добар и позитивен пример кој што треба на некој начин да се следи и да се преземат позитивните искуства и действија. Визија 0 е стратегија од Шведска која потекнува, тие од пред неколку децении го работат сето ова, да ги намалат бројот на сообраќајните незгоди, да ги и секако да ги направат, значи, што помалку последиците да ги намалат на загинати, повредени и слично, затоа што сообраќајните незгоди се големо зло и голема скапа работа за секоја држава и за богатите земји. Ова значи дека ние можеме, меѓутоа мора да работиме, да ставиме вистински луѓе на вистински места, експерти од областа, да ставиме се она кое што значи соработка меѓу сите релевантни институции, да бидат вклучени, да го
го дадат својот придонес. И само едно ќе кажам, возач вози онака како што живее, таа е моменталната ситуација која што сакаат возилото да биде престиж кај нас во најчести случаи, а не средство за задоволување на патните потреби. Ние сме добри почитувачи на законите и на правилата во други земји, значи можеме истото тоа и кај нас да го направиме. Сообраќајната полиција според мене е многу добар фактор, тој е единствениот фактор што моментално ја регулира безбедноста во сообраќајот и целокупната ситуација во сообраќајот, и нив треба да им се дадат поголеми финансиски средства, извори во возила, едуциран кадровски потенцијал и слично, како би можеле да имаат поголеми контроли на патиштата, затоа што возењето во присуство на полиција е многу поразлично отколку кога ја нема полицијата. Професор Верица, експерт за безбедност во сообраќајот и вешто лице, ви благодарам многу што денеска утрински издвоивте време за македонската телевизија и сте исклучителен почитувач на нашиот медиум. Никогаш немате одбиено гостување. Еве денеска ви е роден ден, нека ви е честит, ви благодарам многу. И еве Кристина, слушнавме тоа што можевме да слушнеме, корисни совети, меѓутоа и еден апел еве до колегите кои што водат емисија од ваков формат во поголем обем, да канат што повеќе вакви стручни лица, за што повеќе да се шират информациите и апелот за безбедност и состојбата на патиштата во Македонија. Токму така, Ружице, ја заокружуваме темата. Примерот со Хелсинки не треба да се гледа како невозможен, туку како мотивација со добра урбана политика, соработка меѓу институциите, јасни регулативи и подигнување на јавната свест, и нашите патишта може да бидат многу побезбедни. Останува сите ние да придонесеме за да добиеме 0 жртви во сообраќајот. Дел од програмската понуда, веднаш по неа и првиот блог вести, колешката Наташа Гркова Петрушевска е веќе подготвена.